Почитувани, очајот и безнадежноста на локалното раководство на ВМРО ДПМН, партијата која за најважните прашања во државата нема став, се гледаат и од авион. Наместо да се оградат од политиките на Маријан Ристевски и неговите соработници, кои за 12 години владење станаа синоним за криминал и корупција, прилепските челници на ДПМН поддржуваат проекти од кои треба да се срамат. Проектот за кој се потрошени 12 милиони денари за изградба на училиште Среде поле со тутун, во кое надвор од сите норми и стандарди требаше да учат деца од населбата Сточен пазар, може да смисле само некој кому бизнисот и провизиите му се поважни од образованието, здравието и безбедноста на нашите најмлади. Господа од ДПМН, ајде, барем еднаш бидете искрени и одговорете. Дали вие на вашите деца би им дозволиле да посетуваат настава во училиште до кое нема пристапен пат, во кое нема струја, вода и канализација, училиште без училиштен двор, од кое на само 20 на метри учениците ги демне опасноста од незаградената река. Ги повикуваме надлежните институции, подитно да откријат дали изградбата на ова училиште представува класична злоупотреба на службената должност на екс-градоначалникот Маријан Ристевски и неколкумина други партиски послушници и дил ориентет функционери од локалната самоуправа. Очигледно е дека објектот е завршен само во градежниот дел и во оваа фаза никако не може да биде пуштен во употреба. За да се случи тоа, потребно е да се направи поврзување на потребната инфраструктура, да се изврши атест за вградената ПП инсталација, партерно да се уреди, осветли и огради градежната парцела, да се овозможи пристап до неа за интервентни возила, како и колски пристап до самата парцела. Она што исто така треба да се истакне, дека објектот го градела кумовската и омилена фамилија, фирма на Маријан Ристевски Новоградба. Според сето ова, повеќе од јасно е дека ВМРО ДПМН и Маријан Ристевски воопшто немале намера да направат функционално училиште за учениците од овој дел на градот. Туку истото го граделе од чист популизам и за нечи бенефит. Ги повикуваме сите надлежни државни органи, детално да го испитаат овој случај и доколку се утврдат докази за постоење незаконски действија против инволвираните лица, да поднесат соодветни пријави. Ви благодарам.